Секој што ќе го повика името Исусово, ќе биде спасен. Така би и во една моја ситуација која што се случи пред неколку години. И сакам ова да го кажам за да излезе од моето срце како живо сведоштво дека навистина името на Господ Исус Христос ги надвишува сите земни состојби, стапици кои лукавиот ги става под нашите нозе. Сакам да кажам накусо дека се случи следното. Се враќам попладне дома од работа и знам дека дента имав снимање во студио бидејќи сум новинар во македонската телевизија. Стигнав дома гладна и со желба побрзо да се ослободам од шминката, од облеката и малку да одмарам. Меѓутоа, само што се ватив за кваката од вратата, ми зазвони мобилниот телефон и се јави некој машки глас кој се представи дека е директор на Катлановската бања со извинување дека доцна реагира, меѓутоа дека е негова грешка и бараше јас и уште еден толкувач, посочи дури и кое име, да дојдеме во Катлановската бања истата вечер, значи ова се случуваше некаде околу 17 часот, а понудата беше дека во 19:30 часот треба да бидеме таму, бидејќи имало некоја работилница, а имало штитеници кои користат бањски услуги, глуви, и дека изумиле за таа потреба. Јас се заблагодарив на понудата, меѓутоа кажав дека е премногу доцна за да можам нешто да направам или да ангажирам некој од толкувачите, меѓутоа толку беше настојчив и толку беше наметлив, така што се фатив на мамецот и само му кажав на сопругот дека веднаш излегувам, меѓутоа кажав дека немам превоз како би стигнала до таму. Рече нема проблем, ќе ви пратиме такси, ние имаме одредена такси компанија со која соработуваме и навистина за некои десетина минути пред влезот на мојата зграда каде што живеам се појави таксито кое ме чекаше и се упатив кон Катланово. Некаде на можеби половина пат шоферот, таксистот кој ме возеше, јас седев назад, се обиде на телефон да го контактира директорот, мислам дури дека се представи со некое лажно име, како Александар, и промрмори во себе си, повторно ме изигра. Ова го слушнав. И прашав како мислите ве изигра, зошто би ве изиграле, па вели, веројатно е лажен повик, никој не реагира, никој не дига телефон. Стасав без малку до портите на Катлановска бања и веќе почнав да чувствувам некој аларм дека треба да бидам внимателна. Го замолив таксистот, му реков да ме причека 5 минути само да проверам дали навистина е така и ако е така, тогаш повторно би се вратила со него назад. Меѓутоа веќе немав доверба ни во него, бидејќи не го знаев кој е, но чувствував дека нешто се случува. Дека на повидок е некоја замка, некоја опасност, некоја нејасна ситуација за која не бев ни свесна дека практично веќе ме смести во ситуацијата во која се најдов. Влегов во бањето и на рецепцијата се представив која сум, кажав дека сум дојдена за некој настан да преведувам, бидејќи нас толкувачите ангажманите најчесто ни доаѓаат и на таков начин прифаќаме работа. Се случува сообраќајки, кражби, здравствени проблеми, да скратам. Девојката ме погледна чудно и ми вели, таков човек нема овде. И тоа ми беше само потврда дека навистина не само што беше лажен повик, туку некој не донесе до Катланово, а не разбрав зошто. Не ми беше јасно зошто. И сега, во тој момент, првото на кое што се сетив да го направам беше и се јавив на мојата сестра во Христа Звезда, која е адвокат, која е остроумна и побарав од незе да ми помогне
како да реагирам, што да направам. Затоа што рецепционерката ми рече, може би таков директор со такво име има во оној другиот објект. Кога погледнав преку стаклото од Катлановска бања, она големи стакла, надвор беше црна темница, толку темно, толку страшно и толку, не знам како да го кажам, мрак, тотален мрак и само гледате нешто свети некој објектче како далечна светлосна точка. Не ни помислував дека треба да одам таму и да се упатам. Прашањето беше како ќе се вратам назад и зошто сум всушност овде. Кој ме донесе овде? Како и да е, Звезда ми рече остани на линија само да проверам што се случува со другиот објект. Ми кажа дека нема такво име, дека е лажен повик и ми рече одмери дали можеш да се вратиш со таксистот или би дошле ние по тебе да те земиме. Единственото нешто кое во тој момент излезе од мене беше ова. Му појдав на таксистот и го прашав кој сте вие. А беше средновечен човек, ме погледна чудно и ми вели, јас сум таксист, вика, и јас ја трпам штетата сега од доаѓање во овде. И му викам дали и вие сте дел од играва или беше искрен и му реков во името на Исус ве замолувам и ве обврзувам да ја зборувате вистината. Дали викам можам да сметам да се вратам со вас, ќе го поделиме трошокот за да не бидете назијан. Но го оставив телефонот вклучен, бидејќи не бев сигурна. Влегов од ризик во ризик, но се помолив пред да влезам во колата и реков Исусе Христе, прости ми што избрзав, прости ми што го направив ова непромислено, твојата светлина и твојата света крв е врз мене, те молам однеси ме дома. Патувавме назад некои 15 на 20 минути, разговаравме, барајќи ги причините од каде влеговме во игра, јас и таксистот. Кој беше тој што не поврза, не повика и која беше идејата за сето ова. И на крајот двајцата одлучивме дека се согласивме дека ова треба да се пријави во Министерството за внатрешни работи, каде што практично раскажавме што се случило и навистина не сакав ова да биде ничие друго искуство, бидејќи беше многу непријатно. Го благословив непријателот и неговите намери разрушени во името на Исуса Христа. Кога го прашав инспекторот во разговор што се крие за сето ова, ми рече не сум сигурен дека сте подготвена да ја слушните вистинската причина, ќе се исплашите. Јас му реков, Господ Исус Христос е мој Господ и Спасител, ова го кажав во полициска станица, и знам дека тој ме избави од ова, и знам дека беше пред доцна кога сватив дека впрочем сум излагана, а татко на лагата се знае кој е. Му благодарам на пресветлиот мил Господ Исус Христос кој ми го осветли срцето кога ми беше најтемно на вистина. Ова искуство го вадам на виделина за да кажам дека и затоа изборот сведочи. Ми беше пред очите дадено да видам колку е милоста Исусова голема, дека тој се грижи за мене кога паѓам во неволја и бескрајно му благодарам што крвта негова е врз мене и врз сите браќа и сестри кои што го сакаат и го слават неговото вечно и свето име. Му благодарам што ме спаси од смрт, му благодарам што таа вечер ме штитеше како свое чедо додека не влегов дома. Кога се вратив, го раскажав сето ова, му го споделив и на мојот сопруг Тихо, кој само ме погледна и ми рече нека сета слава и чест на Господа Исуса Христа и оваа вечер ги издигнеме високо, силно, над се и во се. Меѓутоа искуството беше многу опоменувачко, дека треба да се биде буден, дека треба да се внимава. А јас, да бидам искрена, тоа попладне бев
веќе изморена, и ме понеси желбата како и секогаш да излезам во пресред, да одработам, не мислејќи дека во позадина беше сатанско сценарио. Слава ти, пресветол Господи Исусе Христе. Ти благодарам. Ти благодарам што животот кој си го дал во ова мое постоење е Твој. Ти се грижиш за мене, ти ме сакаш и ме љубиш и го покажуваш тоа во секој миг. Каде и да одам, мил Исусе Христе, ти си пред мене, до мене и околу мене, во мене, насекаде. Те сакам и го славам името Твое и сведочам, Господи Исусе Христе, дека како што ти штитиш, никој не може да влезе во одбрана на нашиот живот, на нашето постоење. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, што ми покажа дека го победи сатаната, ја победи смртта и демоните и сите лукавства, пресветол Исусе Христе, ги победи на крстот на Голгота. Сета слава, сета чест, сета милост и љубов, Господи Исусе Христе, која ја имам, ја искажувам јавно и велам, славете го Господа, свет, свет, свет си, Господи Исусе Христе. Амин.